Вилата во која почина актерот Метио Пери на 28 октомври минатата година има нов сопственик. Поранешната резиденција на покојната звезда на пријатели ја купила филмската продуцентка и инвеститорка од Аризона Анита Верма Лалијан за нешто повеќе од $8,5 милиони, дознава Лос Анџелес Таймс. Представник на Анита рече дека таа ќе го користи модерниот имот со 4 спални соби од 3500 квадратни метри, кој Пери го купи во 2020 година за $6 милиони како викендица во Лос Анџелес. Пери почина на 54 годишна возраст од акутните ефекти на кетаминот, откако се удави во када. 5 лица, меѓу кои 2 лекари и долгогодишната помошничка на Пери, се обвинети за смртта на звездата од пријатели. Официјалните лица рекоа дека еден од лекарите ја припишал дозата на кетамин, што доведе до смрт на актерската звезда. Пери со години се бореше со различни форми на зависност. Леди Гага го објави новиот сингл Disease, кој за само еден ден собра над 1.710.000 прегледи на YouTube. Тоа е првата песна од предстојниот албум кој треба да излезе на почетокот на 2025 година, а воедно го означува и нејзиното, според многумина, долго очекуваното враќање на поп сцената. Синглот е достапен на сите музички платформи, а доаѓа веднаш по концептниот албум што го следи дејството на филмот Джокер. Судејќи по коментарите, новиот сингл ги воодушеви фановите на Гага, кои најмногу имаа само позитивни реакции на новиот звук. Ова е новата ера на Леди Гага, предобра. Одлично, едва и чекам да го слушнам целиот албум, се само дел од коментарите. Инаку Леди Гага моментално се уште доминира на популарната листа на Billboard Global 200, благодарение на песната Die With A Smile во дует со Бруно Марс, која е на првото место 8 последователни недели. Велко Неделковски е роден на 28 октомври 1946 година во Скопје. Тој е истакнат македонски писател, раскажувач, романописец, поет и драматург. Неделковски запишал гимназија во Скопје, студирал на филозофскиот факултет во родниот град, а работел во македонската телевизија како драматург и сценарист, а бил и уредник на играната програма за деца. Во 1980 година станал член на Друштвото на писателите на Македонија. Голем дел од книжевното творештво на Неделковски отпаѓа на книжевноста за деца. Тој ги негува речиси сите книжевни жанрови: расказ, сказнан, роман, драма и поезија. Покрај тоа, тој е автор и на неколку сликовници, како и романот сликовница Зеленка во шумата Еколо во 10 книги. Неделковски е автор на околу 60 радиодрами кои били изведени на Радио Скопје, македонското радио, а некои од нив се преведени и изведени во странство: Радио Сараево, Радио Нови Сад, Радио Братислава, Радио Берлин и така натаму. Ноемвриската програма на Кинотека на Македонија 2024 година е вистински културен мозаик збогатен со уникатни филмски искуства и интригантни дискусии. Кинотеката на Македонија овој ноември ќе понуди јапонски и шпански филмови, проекции на Уби ги прво децата на Димитар Оровчанец и класичниот италијански филм Краци на велосипеди на Виторио де Сика, како и тематската вечер под наслов Надреализмот не е мртов, посветена на надреалистичкото филмско наследство. Циклусот на јапонски филмови ја истражува уникатната визуелна и наративна филозофија на јапонскиот филм, каде што темите на чест, љубов и традиција се интерпретираат на стилски и внатрешно богати начини. Покрај познатите и очекувани самурајски приказни, публиката ќе има шанса да доживее и поинтимни, драмски, ориентирани филмови, каде човечките врски се во фокусот.